И двајцата ги начекавме на отварањето на бар и продавница за здрава храна. И двајцата се поборници за добрата, но здрава лапачка. Александар Тарабунов Тара и Владимир Блажев Панчо се трудат брзиот начин на живот кој го наметнува работата во музиката да го балансираат со здрави оброци и по некоја мрсна грешка. 50% влегува здравјето низ исхрана. И ако мојот ден го почнувам со задолжителна чаша вода и сите други ритуали. Дали ќе јадам овоше, дали ќе јадам cereals, дали ќе јадам житарици. Знам и некојаш нешто штетно да изедам, ама тоа е например еднаш месечно или еднаш во 2 недели, знам така нешто штетно да јадам. Језда и треба некојаш да јадеме такви штетни работи, си бара телото, али главно сум фрлен на здрава исхрана. Најголемиот грев? За јадење? Не знам, свинско месо мислам дека така која ќе се изнајадам некојаш, али еве сега годинава само еднаш имам јадено печење. И кога го изедов ми се слоши малци и се осеќав како крив некако, не знам така. А и свинското ти прави некоја негативна енергија, знам дека која ќе изедеш многу мрсно. И така, тоа ми е некако грев за јадење. Со се поголемиот број на информации за начинот на живот и на исхрана секојдневно, неизбежно е да се игнорираат сите здравствени аларми. Дефинитивно интернетот некогаш ја развива свеста кај луѓето, некогаш и премногу работи се потенцираат и се кажуваат, кои може да и не е во реда толку брзо ги примаме информациите, но факт е тоа дека ги примаме и луѓето некако се свестија. Почна луѓето кои работат во овој бизнис да веќе отвараат вакви прекрасни работи. Јас сум фасциниран со ова. Се со цел дека им е достапно здраво нешто во тој хаос што живееме. Ќе пробам да го цитирам Стив Џоб, кој баш го прочитав пред некое време, кажува: можеш да платиш шофер, можеш да платиш батлер, можеш да платиш се во животот, ама не можеш да платиш, знаеш, смртта не можеш да ја платиш. И здравието. Тарабунов пак веќе не сака на никој друг да му ја препушти својата кујна. Тоа ми е у гените едноставно и татко ми готви премногу. Секој дневно готви татко ми. Многу е подобар од мајка ми. И како мал некако ме нервираше тоа што татко ми е во кујна, али како растам некако се повеќе заличувам на него. Кажи ни најинтересното што ти направи сега. Да се воодушевиш онака од себе што речиш Тара. Кога ги направив домашните тортелини, сам го смесив тестото, сам го подготвив филот и сам ги направив тортелините и излегоа перфектни, поубави дури од продавница и тога си реков: браво бе, Тара, стварно те бива.